Нема обединета Европа без мултикултурно обединет Балкан, со дискриминација на малцинските права, со негирање на јазикот, културата и црквата и оспорување на уставното име на државата. Ваквата политика е погубна за Балканот, за Европа и за светот. Поради тоа официјална Атина и нејзините истомисленици во Унијата треба да го заборават лицемерието, да ја подадат вистинската, а не лажната рака за мир, за пријателство и добрососедство. Порачаа од денешната традиционална средба во Трново протераните македонци од Егејскиот дел на Македонија, со македонците од Бугарија и од Албанија. Бараме од владата на Република Грција да ни се врати тоа што неоправдано и безочно ни е одземено. Државјанството, имотот, јазикот, црквата, културата. Ја повикуваме Република Грција да ги поништи сите дискриминаторски закони и други акти со кои ни се одземени илиускратени правата и слободите и на тој начин да ги возобнови и воспостави нашите неотуѓиви права како меѓународно признати неприкосновени човекови права. Владата на Република Македонија и натаму инсистира Република Грција да се однесува демократски, да ги прифати и да ги реши проблемите со кои се соочуваат протераните македонци. Соседна Грција е земја на која и недостасува овој принцип во нивната демократија. Ние сакаме да им порачаме почитувањето на малцинските права во Грција ќе ја направи грчката демократија побогата. За архимандритот Никодим Царкњас, сегашната грчка политика кон македонците може да биде кобна за владата на Караманлис и за обединетиот Европски Балкан. Денешната влада и сите треба да поможеме да се прави притисок Грција да признае етничко малцинско македонство во Егејскиот дел на Македонија, да ни се дадат сите права што ни припаѓаат како народ, исто така и побрзо да се сврше спорот што е за името на Македонија. Од пред 5 дена за грчкото МНР, председателот на Организацијата на македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија, Гоце Петревски, е персона нон грата. Властите од Атина му се лутат, оти ги посетувал и разговарал со председателот на Виножито, Павле Васкополус, и архимандритот Царкњас. 28-та погранична средба во дворот од црквата Света Богородица во Трново заврши со богата културно-уметничка програма.